Околу 500 деца помали од 15 години биле силувани или полово нападнати во изминатите 15 години, се вели во извештајот на Народниот правобранител. Најголем број на жртвите се деца на возраст од 11 до 15 години, околу 90% се девојчиња. Советничката на Народниот правобранител Васка Бајрамовска објасни дека во пораст се сексуалните напади врз деца. Денеска во билтенот на МВР се пријавени 2 случаи на сексуален напад. 68 годишен човек 3 години силувал момче од неговата 11 годишна возраст и го снимал со мобилен телефон и му се заканувал да не кажува. И пријавено е силување во Гостивар. 14 годишен брат ја силувал помалата 13 годишна сестра. Најголем дел од случаите се однесуваат на тешки кривични дела, како силување на дете под 15 години, 186 случаи, полов напад и силување 99 случаи и вомрачен живот со дете со 96 случаи. Во текот на 2025 година во земјава се евидентирани нови 96 деца жртви на кривичното дело против половата слобода и половиот морал, од кои 88 девојчиња и 8 момчиња. Од истражувањата се покажува дека нема реакција на институциите во заедничка истрага и многу често жртвата и неколку пати во различни институции треба да го прераскажува преживеаниот хорор. Од Народниот правобранител бараат максимални затворски казни. Исто така разгледување на воведување на хемиска кастрација. Хемиската кастрација беше предмет на разгледување многу одамна, заедно со граѓанската организација. Така, да, факт е дека мора да биде дадена, да се почитува и волјата, доброволноста од една страна, меѓутоа дека како мерка дава резултати во многу држави кои што ја имаат воведено, така да и во конкретниот случај, мислам дека кај нас не, доброволно. Народниот правобранител со препораки за доследно спроведување на мерките за процесна заштита на детето, еднократно сослушување на детето, обезбедување на детски прилагодени простории за давање исказ, континуирана обука на вработените и долгогодишна поддршка на семејствата и жртвите.